Наместо да се обидува преку нелогични барања да дојдат до амнестија за Никола Груевски, Мицковски и ВМРО ДПМН треба единствено и едноставно да кажат на македонската јавност дали се за Европската Унија и НАТО или не се. Над 600.000 граѓани јасно се определија за еднината во Европската Унија и во НАТО преку прифаќање на договорот со Грција. Сите пратеници, вклучително и пратениците на ВМРО ДПМН, се должни да ја следат мнозинската волја на граѓаните. Пратениците од ВМРО ДПМН кои се за НАТО и Европската Унија треба да превземат одговорност и да се охрабрат во име на граѓаните кои ги избрале и да ги продолжат процесите во собранието. Затворањето на патот кон Европската Унија и НАТО значи затворање на пристапот до европските фондови, намален финансиска поддршка и намален обем на инвестиции и работни места. Затоа е важно да продолжи процесот на интеграција на Македонија во Европската Унија и во НАТО. Но ако Мицковски и раководството на ВМРО ДПМН продолжат со измислувањето нови нелогични барања, фокусирани единствено на амнестија, тоа ќе биде јасен знак дека сакаат да го блокираат патот на Македонија кон Европската Унија и НАТО и да ја вратат земјата во изолација. Тогаш единствен начин се предвремени избори кои мора да бидат организирани веднаш за доброто на државата. Мицковски нема да може да избега од волјата на граѓаните.